Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 75 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во вторникот има вонредна политичка анализа, едно топ 3, топ 4 вонредни политички анализи, со квалитет, со тежина, со одлабочен и така натаму, каде што го анализиравме моделот на ВМРО-ДПМН и неснаоѓањето на СДСМ. Всушност, суштината на таа вонредна политичка анализа беше дека тоа што се случи на изборите на 8 мај, каде што ВМРО-ДПМН не ослободи од окупацијата на ДУИ, на Али Ахмети и на Артан Груби, дека сега се подготвува одреден проект, одреден модел, дека замената за Али Ахмети, за ДУИ и за Артан Груби треба да биде судството во Република Македонија. Судството да биде, во наводници, противник број 1 и дека поради судството и тоа што се случува преку судството, ВМРО не може да реализира целата своја стратегија. Ако ВМРО оди со реализација на еден таков модел, а се расправа на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, тогаш може да се случи ако нема да има предвремени избори во пакет со локални, тогаш на пролет наредната година да има предвремени парламентарни избори. Ако ВМРО-ДПМН не го прифати тој модел и влезе во некој конфузно, јалово боксирање со судството, со обвинителството во Република Македонија, можеби да има споени или тие предвремени парламентарни избори да се одат во некој редовен термин. Вечерва ќе имаме гостин кој беше дел на шарената револуција, требаше да биде Катица Јанева пред Катица Јанева, го врзува или го критикува дека близок со Јордан Камчев, дека му помага на Сашо Мјалков, дека ослободил дел новија криминални кланови, барем групата и така натаму. И така натаму, 75 минути, одлично интервју, останете со нас, нема да жалите. Пред да го погледнете интервјуто, ако не сте сабскрајбери, кликнете subscribe, кликнете лайк на оваа емисија да можете бесплатно да го добиете сите информации поврзани со YouTube каналот Васко Ефтов. Ако не сте мембари, имаме одлични секој вторник 20 часот и 30 минути, онде секогаш во одредни одлични политички анализи. Станете мембари, тоа се плаќа 150 денари месечно, ако станете сабскрајбери или ако кликнете лайк, тоа е бесплатно, останете со нас 75 минути, одлично интервју. Добро вечер, Гордан Калеџе. Многу популарен. И веројатно и по емисии, секаде, и второ и кампања ви водат, мислам, смислена кампања, профилна кампања. Како символ на судство, во наводници кој треба да биде поразено. Па јас сум доживел во животот повеќе пати да бидам буквално предмет на кампањи. И за жал никош не ме разгледа вистински дека се обидува во актуелните прашања, особено се тежам повеќе до правото, да ги осветлам нијансите меѓу црното и белото. Нашата јавност тоа нити го сака, нити го препознава и одма се фаќа за од чија страна си. А бидејќи углавном контрирам на актуелните власти, цел време сум као опозиција. Ова е јакната во која бев тушарена револуција или од нова ВСР? Към да не таа, пошто така позната ни е, а и таму нели има тен фин замав кој малата. И таа фотографија сега објавуваат и всушност тој е крунски доказ дека вие сте продолжение на шарената револуција, ако таа шарена револуција 2015, 16, 17 нели и симнувала од власт и е сега тоа што окажувате се контрирате на тоа што власта сака да го прави, дека тоа е крунски доказ дека Гордан Калеџиев е само продолжена рака на шарената револуција која никош не е умрена. Тие, да речем, кампањата имаше неколку офарваеме, профитирам, Соросо или истично. И беа, како да би ги доживел као признание, дури на некој начин ме факторизираат. А бевте претходно така добар замав има како фрлат. Искрено, се гледаше требам дека конкретниот револт дадениот ден не беше дури ни политички. А конкретниот настан беше на ова улицата што поминува покрај Рамстор, сега што е една смедна. Мотото беше, ова беше парк. Тука нели изградија неколку високи кули, изгради во едно мини паркче. Да. И добар дел од протестот, вклучително и револтот што одеше со тие пароли, во таа прилика беше повеќе како некоја зелена партија, значи
отколку како опозиција. Паркобранител. Значи бевте дел на паркобранителите. Баш така. А всушност таму изградија згради бидејќи на претходните локални избори и нели на онја претходни парламентарни избори, таму во најголем дел гласа против Никола Груевски. Тоа беше нели реваншот на Никола Груевски, градеше таму или ки има не знам кула, па таа кула поголем дел гласа против него, ки изгради нова кула, тој што ќе излезе од кујната да може да гледа тоалетот на, значи да бидат на 5 метри. Повеќе беше протест на Скопје, не ја би рекол, отколку на опозицијата. Против тој процес дека премногу го избетонира Скопје и Имате една изјава, кај велите дека сте купиле 3 одела, кои ви кажале дека ќе станете прв човек на специјално теавно. тоа е вистина, не при еднакво. Едно, јас ќе како дој, викам ќе дојде тоа дело тука, нели да го промовирате да име кој е тоа СЈО одело. А во еден подкаст велите дека тогаш кога планирале да ве изберат за прв човек на СЈО, сте планирали пиштол да купите. Тоа не се сеќавам. Прв пат кога купив, многу ретко носам одела, обично за свадби, за специјални прилики. И за специјално новинителство. Прв пат, условно речено политички, кога купив одело ми беше специјална за Страсбург поп. Јас бев со агентот на Македонија, сега шеф на кабинет на министерот Равица, каде се презива. Бевме на првиот случај со овако каде Македонија од Страсбург. И јас сметам дека за таму за присудот ми треба едно пристално одело. И толку побарав, не побарав хонора, мислејќи дека од министерот, мислејќи дека тој спор ќе го изгубиме. За чудо го добивме. И тоа го знаев, тоа може ќе побарав и повеќе, побарав само пари, колку за одело. И министерот беше, сеќам, еден од албанците во тоа време на доста кус, не сеќам зиме. Кој година? Али буквално се ценкаше со мене, ја му викам дај марки бе уште. Викам може ли 1000 марки за едно одело? На Суфидане од Демократска партија на албанците на Арбет Џафери, тој беше енверенски период у Бандара. Не, веќе не свано нема. Да. Нема носи. Со одело по Се ценкавме. да. Дадеше ме, ја викам, дај 1500 евро, вика ве ти 1000. И така купи одело за Страсбург. Оделото што го купив за СЈО, воопшто не ми текна дека ќе биде во тога. И викам, чекај, сега ќе ми треба едно пристално одело за собрание. И се сеќам дека го купив трговскиот кај онеа Тила. Точен има продавница, мислам дека уште ја држи. После си го искористив за неде свадби вамо тама. Не Се најде. Се најде до РПСР. А сришто не сум планирал. Иако Не, тој има темно интервју, односно подкаст, кај што велите дека овој што е еден од првите луѓе на овој клан од Барон, дека не е осуден, дека не е... Што беше, нели, помилувањето, па поради тоа комисијата падна, па беше, нели, во наводници сената Гордана Селјановска или ке ве смене вас или импичмент ке напрати у македонскиот парламент и целата комисија нели поднесе оставка, бевте стигматизирани на столбот на страма, тебе работите за криминалците, сте земале пари во вреки дека сте ги амнестирале криминалци да си ги ослободиле. Еден више на кланот Барон. И вие всушност се обидувате да ви објаснете едноста дека тој е во затвор не поради 100 кила дрога, туку поради недозволено користење, односно носење на оружје, и ве праша дали вие некош сте имале пиштол, кога сте планирале, кога планиравте СЈО. Значи тоа е сериозна, една опасна катица, нема може 2 дамски пиштоли во тоташничено носела. во времето кога јас неформално бев кандидат за... Па дури во постапката ја бев де факто првиот кандидат што го предложи СДСМ. Значи пред За картица. това има изјави, можат и на интернет да се најдат. И од Ван Хојте и од други, како одало таму гласањето и кои после биле други кандидати. И јас имав де факто, не беше многу јасно како ќе оди целата работа, целиот концепт. Ја го замислав тоа за многу помал број на случаи. Споени во еден поголем случај и ВМРО винето и како правно лице по примерот на ХДС во Хрватска, како што беше. И така и планирав и и роковите беа Брзи, да. мислени да биде тоа еден помал број на случаи. Посели се екипи и замислав тоа да го работат не бојга 3-4 обвинители и активни истражителски. После тоа прераснало сосема друго. Оти природата на специјален
тога се говореше специјален јавен обвинител. Специјален родоцна болесна по случај. Подоцна и му го напаѓа Груевски од самата ВМРО ДПМН дека прифатил за да му биде дозволено нели да избега од Македонија специјалниот јавен обвинител као концепт да се трансформира во специјално јавно обвинителство и тоа специјално јавно обвинителство да ги нели суди на јавна сцена сите поранешни функционери на ВМРО ДПМН, тоа нели со обвинување на Груевски. Оние земени од американците и таму се нема формирано никојаш такво адхок обвинителство кој што ќе покрива стварна надлежност за, не знам, некој тип на криминал, како што се профилирани овие за организиран криминал и корупција, кои што се замислени на подолг рок, еден поширока лепеза. Слушање, преслушкување, Изјавени што се овие временски адхок се секогаш полимитирани за еден случај. Кои произлегуваат врз база на политички процес, нели, пржено 1, пржено 2, вас сушност нели ве дебатира да бидете специјален јавен обвинител во процесите пржено 1, пржено 2, нели? Предлог на Зоран Дајти, а СДСМ кој не го прифаќа ВМРО ДПМН. Како правник, кога ме прашаа прв пат, имам дадена изјава на телевизија, бев против идејата. Генерално не ми се свиѓа идејата за такви специјални решенија. Мислам дека е време Македонија да почне да се стабилизира како нормална европска држава. Сите вакви специјални решенија се секогаш проблематични. И од самиот почеток беше проблематична, од уставен карактер, ваков, таков. Да, но тие бомби немавте како да ги вратите во нормалните текови, правни, политички, секакви, ако немаше никакво процесирање, нели? 3 месеци, 4 траеше, цела меѓународна заедница, државна безбедност, отпадници во наводници од државна безбедност. Значи тоа све беше на купче стајно, ако не беше направено еден таков процес, немаше како се врати назад. Идејата не беше од дома. Од страна се беше. Идејата беше обтурирана, предпоставувам, директно од американците и беше едноставно работа која што беше на тајнирот на послужавник да се спроведе. Луѓе кои живеат во Гевгелија мене ми кажуваат дека во текот на ноќните часови од Атина припадници, на ЕВЛ, на кои се тие институции, ја поминувале граница, доаѓале тука, гледале, нешто селектирале, правеле, пустале и така натаму и дека целиот тој процес во делот на процесирањето бил координиран, контролиран од таа страна, нели, на границата, па може затоа и Катица не пошто од Гевгелија можеше тука да ги дочекува со кафење, со ајвари и така натаму. Тоа не сум сигурен. Откако почнаа да се работат случаите, ја лично мислев на почеток дека добар дел од прибирање на докази слично ќе бидат на некој начин сервирани. После се покажа дека обвинителството прилично беше оставено, условно речено, само на себе. И тука се покажа дека ако тоа оди така, дека капацитетот на Катица не е доволен за да се разреши. Професор, гледате, мислам дека има модел. Дури вие како искусен човек малце ме изненади што не го прочитавте тој модел. Значи, вие сте шарена револуција, прв кандидат за специјален обвинител, нема правда, нели нема мир, која се крева после амнестијата на Ѓорги Иванов, па нели има и сега се уште правни толкувања, дали таа можела да биде stornirana, дали не можела, дали овие што бегале во Шведска или не знам во Будимпешта и во Турција се амнестирани врз база на таа амнестија на Ѓорги Иванов трајно, а не тоа да биде суспензивно. И вас ве стават на чело нова или сте дел нова комисија за помилување на Гордана Силјановска. И вие паѓате поради помилување. Вама имате амнестија ке Ѓорги Иванов, што е основана нема правда, нема мир, а вама вас ве местат и паѓате поради помилување на 3-4 криминални структури, припадници на криминални структури во Република. До сега не сум помислил дека има линк меѓу тие две работи. Вие сте како модел избрани. Зар не го разбирате дека вие сте како модел избрани? Сте били дел на шарена револуција, постоечувале во одредени процеси, па сте напаѓале на власт на ВМРО ДПМН и одеднаш ставаат на чело на комисија за помилување и ве заглавуваат во тој процес. Не бев на чело на комисија да беше професорот Каневчев како постав. Добро, вие сте член, ама бевте... Он беше и генерација со Силјановска и нормално беше да и ја не би се ни сложил да бидам пред него, он не беше професор. Ма добро, не ве прифаќаат за специјален обвинител, а прифаќаат да бидете дел на комисија на Гордан Силјановски. Истото ВМРО ДПМН. Искрено да ви кажам, ова второво не би го поврзувал, јас лично.
со приказката со СЈО и мислам дека дојде повеќе од меѓусебната доверба и симпатија условно како колеги на факултет со години. Јас со Силјановска, знаете како направен стално имало некои конфликти и некако со некои луѓе со кои што се со сличен, да речам, на слична таласна должина, се наоѓате полесно. Јас со Силјановска, да речам, скоро секогаш сум бил на иста страна. Или мислите дека Силјановски има таков авторитет и таква слобода на делување да може да одбира членови на комисии без Мицковски, незиниот номинален и фактички шеф да даде зелено светло? Па во прв момент кога Силјановски ќе направи нешто што не му се допаѓа на Мицковски, импичмент ќе направи у парламентот. Не, ние де факто поднесуваме оставка баш заради премиерот он побара, практично индиректно. Да бидете сменети. Не беше тоа уопште. Мислам, не ми го кажа отворено и го разбрав од меѓу зборови од председателката и дури ја бев тој што ги обидуваше другите. Да се девојките што не беа комисијата, оставка. Женскиот дел на комисијата што беше поброен, они беа многу потврди и не се слагаа да примат одговорност, бидејќи стварно не бевме виновни. А целата приказна, мислам дека допрва ќе се разјасни. Што се надува. И што беше суштината, на пример? Вие велите дека сте посетувале затвори и низ Балканот, и низ Европа, а и во Република Македонија. Дури сте давале, не знам, сум слушал ваши изјави, кај што велите дека состојбите во затворите во Македонија се најлоши во цел свет. Што ќе рече дека сте биле во затвори. Што ќе рече дека сте во наводници комуницирале, знаете кои се тие луѓе што се тамо присутни така натаму. Сте читале на портали клан Барон, клан ова, клан она, Рачиново, Бела ноца. И првата акција ви е помилување на припадници на тие кланови. И сака да каже дека вие сте неинформиран човек, па некој успел... Апсолутно, не. Мојот интерес и гледањето на проблемите, вклучително на затворите, бев член на комитетот за тортура, сум бил низ Европа во повеќе затвори во тек на тие 4 години. И професионално исто имам посетено при студиски посети затвори за возрастни, за малолетници. И лично не сум имал никогаш афинитет да се спуштам, кога сум ги гледал проблемите, не сум се спуштал на лично ниво и не сум се не интересирал. Веруете, сум убеден, јас Добро се слушале. За Грче се слушнале, така? Не. За Мене ми се познати тие, Рачинова сте слушнале. Не ги знам кој е кој. За Раде Штекли, кој го пуха на 200 метри од правен факултет, нели вам? Раде Штекли го познаваме директно под сосема друга линија. Нели се знаете тамо, мислам се знаете. И се, он е општо познат. Сте слушнале за... И сега мамо ми дојде од Барон кланот и ви викате не знаеме тоа, знаете, и носил оружје. Сега за Штекли. Плашливец, Штекли е селебрити. Да. Штекли е селебрити, го знае секој Скопје у Македонија. Овие Ево Штекли кај него на Инстаграм профилот се слуша со овој што вие го помилувавте. Ами се Штекли се слуша со 1000 луѓе, јас објавува тамо, брате, одам во Дукјанџик, тамо се добри луѓе. Да купам како се вика зарзава, да купам портокал, да купам ова, добро било за вежбање или патлиџани краставици да земе. Комисијата е една многу фина комисија, замислена на видовме како фино интелектуалци кои што имаат задача. Значи вие интелектуално ги слободивте ви од Рачинова? Ние не бевме ни орган. Значи ние немаме властување да собираме. Ја да сакам да собирам за вас податоци, кој сум ја? Значи јас сум само тело помошно, односно комисијата. Значи вас ви искористија. Значи вие бевте маша, добро. Не, погрешно го... Од тамо почнува процесот. Довербата во судството е 2%. Од тамо, ако на изборите на 8 мај минатата година ВМРО-ДПМ и Мицковски ослободија Македонија од окупацијата на ДУИ, на Артан Груби и на Али Ахмети, од тој случај почнува процесот на ослободување од окупацијата на клетото судство во Република Македонија. И вие бевте избран како модел
како модел преку кој можеше тоа да се пласира во јавноста. Се биле дел на шарена. Сте ги апселе, сте правеле, сте пустели така натаму и вас ви искористија како модел да тргне бранот. Не сум размислувал на овој начин. Ако е така, ова би ми било мене дури комплимент да сум ја избран се. Ја лично немам такво влијание. Две личности се, вие и адвокатот Сашо Дуковски. Значи, вие сте стигматизирани во изминатите неколку месеци. Посебно после овој случај со малата Фросина Кулакова, кај што вие не го браните убиецот, туку давате само различен став од ставот на масата. Не, ама тоа се... тоа е на харанга трна изминатите 10-15 Тука се малку измешани проблемите на јавноста со проблемите на власта. Власта има многу по да речам политички цели да ги замени влијателните луѓе во суството со своји. Тоа дури не се обидуваат да го скријат. Реторички приказки кажуваат еве за јавниот обвинител нов ке дошол независен бла и ќе видим утре дека како и до сега од сите што ги избраа дека нема да биде независен. Да, ќе биде кој Зврлевски, ќе биде кој Шварговски, ќе биде претходно. Значи до сега ние сме немале и од тој аспект јас стално ги критикувам. Нема разлика битна помеѓу ВМРО и СДСМ, освен тоа што ВМРО, да речам по-вулгарно, да не речам по-простачки, го прави тоа, сведувајќи го, тоа го правеше пред некој ден постирав и на Facebook, се најдов едно старо интервју од времето на Љупчо. Истиве работи што ги кажувам денеска важни и времето на Љупчо Ѓорѓевски. Дека ВМРО сметало од секогаш, немало базична правна и политичка култура за тоа што е поделба на власта. И они сметаат многу просто, победевме на избори и сега можеме да менуваме се. Во се. И вклучително се ни припаѓа. Вклучително и судството. Почнувајќи од судскиот совет и слична. А судскиот совет е уствари обратно, тежа инструмент да не може извршната власт да се меша. Да се меша во правото. Тие како велат, ние ве финансираме, ние буџетот го одредуваме, ние пари ви даваме, а не можеме да ве разрешиме. Нели тоа е филозофијата? Нели тоа е филозофијата на Мицкоски? Јас плаќам, нели? Јас влегувам, како да е, не знам, кафана или како да е. Правните држави функционираат на таа идеја за подоба на власт и што викаат странците checks and balances, меѓусебна контрола. Значи мора да постои политиката да може да се држи во граници на правот. За тоа треба независна власт и тоа е многу важно и од аспект на човекови права. Сега аспектот, гледате, ке нас аспектот на човекови права, на луѓето што се гонат, е на многу ниска точка. Тоа оди вака со осцилации. Те се форсира ефикасна борба со криминал и корупција, те се форсира човекови права. И сега моментално се форсира оваа ефикасноста, човековите права се на дно. Кога ќе гледате и фудбал, кога ќе гледате и спорт, и било што друго, нели, кај што има суди, тие се главни виновници зашто ние не сме станале светски шампиони, европски шампиони, балкански шампиони, шампиони на поранешно. Прво некој друг е крив. Значи некој друг, тоа мора да биде судија. Еве судијата лошо правел, лошо судел и ние не сме станале. И ако таква една филозофија да менталитет е развиен со генерации, во фудбалот, во спортот, секаде кај што има арбитри или суди, тога зошто да не дојде и во судството кај што има суди. И како вас ве велат, не сте осетиле на своја кожа. Тој што оседел на своја кожа неправда, нели вие тега сега всушност се тие Робин Худ кои ќе ги исправат сите неправди кои лошите суди им ги имат направено на македонските граѓани. И отворен еден таков процес сериозен, кај што државата се сведува на општо јавно судење. Прочитале кај инфлуенсери, инфлуенсерки, прочитале во некој од овие портали, посебно ги случајот на... Фокус судството прво е погрешен сосема. Во кој дел? Прво, судството ни оддалеко не е моторот на корупцијата, ниту е од професионален аспект на најниски рамништа. Ако ги гледате статистиките, они го поддржуваат судството е многу ефикасно. Тоа што полицијата ќе го донесе до обвинителот, во 50% не проаѓа. Тоа што обвинителот ќе го донесе пред суд, во 99% проаѓа. Судовите се напротив, ја тврдам дека судовите многу лесно и без доволно докази ги осудуваат луѓето и
се подложни на политички влијанија во овие процеси, во смисла ќе го извада човекот на партиска пресконференција, обвинителска, и тој е де факто осуден, нема судија што ќе го пушти. Вклучително груби. Како овој процес, да речеме, бидејќи процесот излезе од чишето. Значи духот е излезе на целиот процес од чишето, од флашата, и тоа тешко ќе се врате назад. Премиерот и сите министри повторуваат како папагали 2% да вербата во судството. Значи, колкава е довербата во полицијата и зошто е поголема? Тоа е клучниот доказ, нели? И нема министер, нема сериозен политичар кој не е излегал, кој вели судството има 2%. И кога вие ќе напикате во главата на луѓето дека судството на вистина има 2%, нели? И никој не прави на сериозна анкета. Еве еден ако демонтира. Не прави сериозна анкета да има колку на вистина тоа. А сите ние сме отишле во судови и сме очекувале дека нешто ќе добиеме. Самите анкети се многу проблематични и се како и мерењето на корупцијата растат со повторување на една теза што ја продавате на јавноста. Судовите се криви, судовите се криви, народот го купува. Што текна едно време кога запна година дена Бранко е крив за транзицијата, тоа луѓето им влезе под кожа и више го убија за во 2011-12, значи не 93-та, не 94-та која направена, во 2011-та, 12, кога се врати на чело на СДСМ, тогаш беше Бранко виновен за се, не 98-та до 2002-та, туку 2009-та до 2013-та таа кампања. Само да кажам, мокта на медиумите. На медиумите на кампањата. Вистински истражувања практично и немаме, односно, не знам, да речеме, нешто пристојно истражување имаше, како се викава на јавноски политики на Симонида, како се каже девојка на Симонида, стално што ги даваат на телевизија, па мислам дека и Малинка беше таму. Не сум ги видел, Една невладина што е најафирмирана за овие евроинтеграцијски процеси. Они направија една пристојна анкета, каде што се луѓе со искуство од судовите. Пошто едно е кај што вие анкетите се прават и мора да се разграничи во анкетите дали сознанијата што ги имате се од лично искуство, од искуство на ваши блиски или се од медиуми. И тие многу се разликуваат. Тие 2% кај нас не се од лично искуство, се од медиуми. Тие 2% кои се користат како крунски доказ, тоа е еден процес. И тој процес трае. И тој процес ВМРО-ДПМН ќе го експлоатира и ќе го политизира. Гледате, немате барање за помилување на браќата 27 април, но вие сте виновен дека не сте ги помилувале браќата за 27 април, а тие не ни побарале да бидат помилувани. Па ВМРО-ДПМН ќе не ослободува од окупацијата на судиите на судството во Република Македонија, а ВМРО-ДПМН не бара министер за правда да има главен центар фор шпицен играч да може да го води да го спроведе целиот тој процес. Меѓутоа приказната се тркала, приказната оди, вие сте дел на тоа што треба да се смени на тоа клето, корумпирано, расипано судство и амбиент околу судството. Дефокусот и ве дробат, ве растурат. Суштинскиот дефокус на тоа што кажувате дека е логично, ако на вистина реформите во судството да се приоритет, тогаш е логично дека ќе го барате. Меѓутоа, тоа го правише и СДСМ, да не се лажеме, а стално кога им беше паричка за подкусурување, го даваше најчесто на дуи. Така што реториката и приказките се едно, а вистинската желба за реформи е сосема друга. Да, ма професор, гледате, пред неколку дена излегува Никола Груевски, Facebook статус 200-300 реда и почнува тој сега да суди за 27 април. Да ги суди тие што го злоупотребиле 27 април, па Зоран Заев, па градел некаква висококатница, кула во Дубај, 82 ката, па тоа чинало 600 милиони, па тој го злоупотребил процесот, инаку тие би били осудени за учество во толпа, па тоа би поминало само со нека условна казна. Гледате, починува Игор Јук, се случува нели со малата Фросина Полакова и сега тие излегуваат и прават јавно судење на се она што не им се допаѓа во политиката, во судството или тие кај што били вклучени во тие некои процеси. А дали приметуваш дека ти атмосферата од Србија ја пренесуваат, ама не знаат како. Србија ја пренесува незадоволството, корупцијата убива е насочена кон властите, а овдека со многу лесно го спинува на судството. Дека судството, судиката била крива,
А судиката била крива што никој не вика дека МВР бил крив. Ако судиката го осудела, малиот Васко како се вика, Јованов, дека девојчето ќе било живо. Тоа е, нели, тоа е наративот и тоа е лајтмотивот. И знаете, еве јас сега се фаќам себе си дека се плашам да се спротиставам на некој таков наратив, бидејќи ова јавно мислење ќе ве сомели, значи ќе ве фати во машина и вие не можете како да се спасите, бидејќи тоа е сериозен процес и сериозен систем. Па дури во портали, како велат од нашо добро информирани кругови. Судиката била на чело на тимот кој требало во процесот Таргет тврдена да осуди ВМРО. Никој тоа не го демантира, никој не го потврдува, не знам дали е точно или не е точно. Судиката кој избрана 2012 година па наоѓа таму фамилиарни врски со човек со маска кој дали е некое патриотско здружение кој најмногу критикува ВМРО, бидејќи отстапиле од нивниот патриотизам после изборите на 8 мај. И тоа станува општо судење, општо обвинување, изберени се неколку личности, тие се драматично стигматизирани, тешко се издржува тој процес. Вие сте дел од тие што се стигматизирани. Преска кажав за направив разлика меѓу како ги злоупотребуваат слушувањата во судството и ги спинуваат за политички цели властите. Кажав дека има мали разлики со јавноста. Јавноста исто, морам да признам, во држава... Мислите дека е грешка што СДСМ го стави Зоран Заев на чело на Комитетот за реформа на судството, дека тоа е клучната грешка на СДСМ, бидејќи човекот кој го ставате на чело на Комитетот за реформа во судството, кој го јавнува судството, кој го, како да речеме, го ништи лозунгот нема правда, нема мир и преку тоа СДСМ губи изборите, сега се користи нели како крунски доказ дека тоа што е направено во негово време, тоа е некој Франкенштајн кој се уште му служи или го контролира СДСМ, дека ајде да ја парафразирам, дека СЕО е толку мокен духот на СЕО што СЕО сега го контролира СДСМ. И дека СДСМ е немокен да направи било што во судството. И дека такво судство ова ВМРО мора да растури и да не ослободи од такво судство. Тоа е лајтмотивот. Тие се некои најнови тези дека СЈО го владее обвинителството. Духот на СЈО. Не сум сигурен. Не духот, конкретни личности се покажуваат дури по портали. Па Иво Груевски, ако Игор Јук одговараше за учество во толпа, со обзир дека не постои доказ, значи тој пресудува дека не постои доказ дека извршил физичко насилство, затоа што не извршил, и ако немаше политички мотивирано влијање на обвинителството и судот, како и на сочување на медиумите блиски или под некакво влијање на СДСМ во тоа време, за да се создадат атмосфера на линч кон овие лица, Игор Јук веројатно ќе добиеше самоусловна осуда и немаше да биде во затвор. Ова е поранешен пример. Не мога да цитирам. Ама ова е поранешен пример. Или како вели, во времето на Зоран Заев, па нао Македонија има обвинителство и судство со само 2% од можни 100% доверба ке народот, со катастрофални меѓународни оценки, со специјален јавен обвинител фатен во организиран рекет на осомничени. Видите, едно по едно, чекор по чекор, се демонтира се она што го сруши Груевски од власт 2017 година. Тоа не бевте свесен дека не влеговте во барабанот. Ако се враќаме сега назад на шарат, повеќе тези отворивте, инаку не би го цитирал ја Груевски за правни прашања, па ни за политички. По толку учествувал во судски процеси што може експерт да се смета дека е правен експерт, нели? Многу има и... Еви ние сме гледали 100 филма или 1000 филма, са можеме режисери да биме Спилберг 1, Спилберг 2 и така. Ми е криво мене лично дека шарената револуција и идеите за кои што стоеше, ако што беа главно фокусирани кон враќање на правната држава, се денеска користат како за подсмев, како за нешто општо ноторно промашување. И тие што учествувавме, меѓу кои што таму имаше, искрено да ви кажам, како и во секоја држава, како и во Србија и како нас, има една класа на образовани луѓе, интелектуалци, кои што во добар дел учествуваа во тоа. Луѓе што ја ги препознавам, што ги знам, што ги ценам. Не е секоја толпа иста. Јас од
таа толпа или тие луѓе не сакам да се дистанцирам. Нас во тој период не ни беше оставен избор дали за тоа како нов политички лидер ќе се јави некој друг, бидејќи де факто Заев имаше освоено СДСМ со победа над скопските струи, тоа се посебни теми, зошто и како, и беше поддржан и од американците, и од странските амбасади, и ние немавме опција, ниту моќ, ниту бевме организирани како некои што имаме некакви профилирани партиски интереси, да донесеме некоја партија на власт. Ние бевме за промени. И така како што на некој начин се наместија, работили и ние ги наместија, искочија дека не беа на добро и дека на некој начин ја изиграа идејата за тоа што шарена револуција стоеше, борба за владење. Истото, само беше владење право. катастрофално поразен таму на ланските избори, нели? Меѓу другото, поради нема правда, нема мир, и второто беше дека станале измеќари на Дуи, на Артан Груби и на Али Ахмети. Сега кога не ослободи од Дуи, нели, не може два пати да не ослободи од истина, нели, еднаш во слободата од еден окупатор, вие два пати не се ослободивме од бугарите или од балистите или од германците. Најпоразувачки што е, да ви кажам, најпоразувачки е тоа што спомнав и преска помеѓу СДСМ и ВМРО има нијанси. Овие се малку повеќе свесни за вредности на правата држава, али исто сакаат да ги злоупотребат и да ги искористат. Овие се малку вулгарни, да не речам попростички. Нападите кон вас почна бруталните напади во време на Зоран Заев. нема Бидејќи сте биле незадоволен, сте биле разочаран што не сте станале специјален јавен обвинител и дека поради тоа сте се врзале со Јордан Орце Камчев. Тоа беа обвинувањата од структури блиски на СДСМ кои траја се до доаѓање на ВМРО да помане на власт во Република Македонија. Дека сте проблематизирале настани 27 април, сте проблематизирале се дека вие не согласувате, сте бранели Вилма Русковска, сте сметале дека без основа е смената Вилма Русковска, значи тоа беа сериозни напади кон Гордан Каладжиев, дека еве сменил страна бидејќи бил незадоволен, бил дел на шарена улица, правда нема мир, и станал дел на кампот на Орце Камчев. Тоа беа обвинувањата. Мене сакаат со лесно да ме стават за некои од случаи за кои што сум реагирал, да ме стават лесно и да ме дисквалификуваат лесно. Сега ти го браниш Орце, избирани се... Добро, вие реагирате како порив правнички или сте дел на некоја лоби структура, на интересорна структура? Ја го бранев конкретно случајот, односно укажував на тоа дека процесот на апцењето и ставањето во притвор во услови во какви што беше, Орце Камчев. Дека е политичка злоупотреба и дека почна како политички монтиран процес. Со влијание на тајните служби, по иницијатива на тајните служби, врз база на белешка на АНБ, на Агенција за национална безбедност, дека планира да бега, или белешка направена е, ставен во притвор пред 3 години, Јордан Орце Камчев, мислам дека пред 3 години, 2022. Вилма исто не, со Вилма до самиот инцидент бевме во конфликт. Меѓутоа, и случајот на Вилма и сега со случајот на новиот обвинител, правото се спремни да го извртат, да не речам да му се помочат, само за да го искористат за политичките цели што им се ова. Ево сега. А зошто е смената Вилма Русковска? Вилма Русковска е смената со измислени процесни пропусти. Ја предавам кривична простапка и сакав да кажам дека ако имаат причини за Вилма, да ги кажат вистинските причини. Дека не можат Вилма да ја сменат со измислени причини за процесни пропусти, а у суштина ја менја за сосема друго. Ако ја менја за политики... Таа се фалеше или меѓу редово интервју кажуваше дека планирала да го апси министерот за внатрешни работи, за полиција, дека всушност ја претркале тоа да го направи, дека била на годишен одмор и дека била сменета за да може да го реализира целата таа постапка или процедура. Тоа е како фонот на незините, пирамидата на незините кажувања во одредени интервју. Исто ќе биде што новиот обвинител, сега дека треба да му најде дисциплинска повреда. Ја мислам дека тие новини што се внеса во законот се малце претерани, бидејќи мислам дека е нормално неговиот учинок да се цени малку на поопшто ниво, пошто он не постапал по конкретен случај
и па да се очекува дека ќе направи некоја конкретна повреда, тоа е одговорен за политики, за... Добро, професоре. Овој случај со малата Фросина Кулакова. Гледате, тие настани всушност ја констернират не само македонската, секоја јавност. Секој се наоѓа исплашен дека тој можел да биде на некое место. Секој од нас е напоминато тамо на таа улица Партизански одреди, па што ќе се случило ако било еден ден порано или 10 дена подоцна и така натаму, дека ние сме можеле да биле... Тоа не е прво, тоа не е прво сообраќајка. Да. И се крева, добро, ма сега и контекстот е друг, нели, судство, виновни, ке се менува, ке се прави така натаму. И велите, вие имате една квалификација, еден став на Facebook напишано, замисли да пробам да им објаснам дека со ова на сторителот Васко Јованов, така ли се вика овој малиот Васко Јованов, му се прави услуга за случај да го добие во Страсбур заради немање услови за фер судење. Со ова вие прст во око на целата македонска јавност, кој се претвара во судија, кој се претвара во обвинител, кој се претвара во се, и вие сега со прст во око почнувате некоја рационалност во наводници да им продавате на емотивно засегната македонска јавност. Тоа паметно ли ви? Епа, или имате правна култура или немате. Значи, емоциите се емоции и на сите може да ни е жали да сме револтирани и слично. Меѓутоа, емоциите мора да имате начин да ги победите во судските процеси. Затоа и во Америка се барат поротниците и се иземаат ако знаат нешто за случајот. Вие сега немате суд, што на овој нема драконски да го казни неправично. Или прво нема шанси да го ослободи, или било како. Или Артем Груби. Луѓе што се однапред оцрнети, тие луѓе губат право на судска постапка. Значи, секој има право на фер судење. Фер судење значи во една мирна атмосфера, без притисоци, судот да одлучи согласно со законските критериуми и сите околности од тожнителни, деснителни. Страдат и други. Овој сега што го судија во Велес. Велес беше зашто убил љубовницата. Да, мислам дека Велес. А вие мислите дека некој добил до сега доживотен затвор за убиство на еден човек? Само за повеќе кратко. Чакате да кажете дека амбиент на линч, на... Амбиент на линч и на сега се на втерување на страв во коски на судиите, судството генерално, зашто ми значи го отворија како пупка, шо веле, ќе го отвориме. Ова само придонесе да добие ненормални размери. Притисокот, зашто ја бев против, генерално притисокот врз судството и обвинителството во барање резултати, бла, бидејќи тоа е директен притисок, а што повеќе луѓе што се осомничени да бидат осудени. Тоа значи намалување на нивните шанси за фер судење на минимум. Вие така во Македонија... Можат ли тој амбиент да го искористат, како што велите во Страсбур, за да обвинат за немање... Апсолутно, а вие ако имате голема кампања, во Страсбур може и овој да се спасува. Палчо, ви имате голема кампања каде што искачат луѓе и викаат тоа се криминалци, како вика, монструми, имаме и порано. Министар за внатрешни работи, значи, строго е забрането. Шеф на организиран јавно криминал на град Скопје. Таков речник да употребуваат. Значи само... Па дури допис, мислам на амбасадата на Македонија во Турција, нели тој што нешто објавуваше на социјалните мрежи или луѓе блиски на Палевски, дека тие не сакаат да учествуваат, да се сретнат со него доека е во судскиот затвор, иако е нели државен граѓанин на Република Македонија. Вие не можете на јавноста да ја објасните дека е општ интерес судството да работи во нормална атмосфера, може ли? Со почитување на презумпција на невиност, дека тоа не е работа која што се завршува на улици со јавен линч. Гледате, професоре, тезата беше дека ако ој Малјов што прави грозоморно убиство бил осуден и ако завршил во затвор, дека ќе била жива Фросина Кулакова. И вие излегувате со контрастав дека тоа не е точно, дека и да бил осуден, дека не заврши целиот тој процес, нема да бил во затвор. Тоа е многу логично и општо познато, не е тоа некој... И излегува апелација, значи излегува апелација и колку го осудува на 3 години, 2 месеци затвор. И ви имате став на Facebook, апелација побрзала да се спаси кожата. Дека апелација која чувствува каков е тој амбиент, дека почнува што се вика до ногти да им доаѓа со да им горат и да им прават, и излегува апелација и носи таква одлука за да ја задоволи, за да се додвори на македонската јавност. Се носи под притисок да прифаќа повеќе од тоа што ќе му даде полицијата,
судството да прифаќа повеќе обвиненија да ги истера до крај, иако ние во моментот имаме рекордни успеси на обвинителството пред судовите. Бројот на ослободителни пресуди во Македонија се исклучок. Имате се една формулација, ова е 3 февруари, кој ми е интересна и сакам да ја искоментирате. Велите, сте гледале, предпоставам, негово интервју на Сител телевизија. Тоа е 1 ден или 2 дена од кога ги фаќаат овие со мобилни телефони, убиецот на Малава Просина Кулаков со мобилен телефон во Шуто Ризари. И вие велите, Пандов се чувствувал како интелигентен човек, сега мирно ке спие. И тука тргнува лавината против вас. Пандов, Александар Пандов, нели председателот на ОИ, институтот на ВМРО, на ВМРО ДПМН. Сега ќе ви кажам, значи, ви кој е прв човек на ова, како се ка, институцијата за санкции или... Ви спомнав преска, пробав на времето да ја објаснам и на председателката дека Пандов не е добра идеја, не заради него лично, дека не е добра идеја системски, политички профилирани луѓе да се дел од казнениот систем. Зошто? Затоа што ви спомнав преска дека бев член на комитетот за тортура. Бев член сведок на повеќекратно одлагање, значи на Македонија е практично спремна декларација за осуда политичка што треба да донесе Комитетот на министри во Советот на Европа, дека не ги исполнува препораките на Комитетот за тортура при посета на нашите затвори, психијатриски болници и слично, кои што се прво врзани со лошите услови, меѓутоа има и други системски проблеми, меѓу кои, како најголем е препознаен тоа дека е сериозен проблем и зошто не напредуваат работите, тоа што во држава, во раководни структури, во Министерство за правда, во управата за санкции и во затворите се стават политички фигури. И Советот на Европа стриктно се противи на таа политика, бидејќи ја смета за пречка, зошто и покрај пари што се уложуваат и сите препораки кои што иначе се повторуваат, се нервозни секој пат кога ќе дојдат исти препораки да даваат. Да, пиармеканката вели, правите ли нешто и што правите? амбасадорката Агилер вели, толку пари И значи е истоварихме, многу јасна препораката. и судството е 2%, нели? На власта треба да е многу јасно, или некој требало да им каже, затоа викаме кои се советници таму, меѓу другото вие рековте кој го зошто не го зеле Министерство за правда. И од профилот на советниците не се гледа дека Мицковски има приоритет за реформи во судство. Овој Филков што е сега министар за правда, Бела Чао 2012 е пееш. А Бела Чао всушност е реакција на исфрлање на Весна Бендерска и на екипата на СДСМ од гласање за буџет во македонскиот парламент. Значи структура која на тој начин политички ги решава работите, ги исфрла пратеници за да може да го усвои буџетот. Сега вие носите, доаѓате на чело на министерство, Игор Филков, нели? И тоа министерство треба да го ослободи судството во Република Македонија од партијата кај што тој бил член до пред 1 или пред 2 години. И вие сакате сега некој да ви каже дека тоа ќе биде процес кој ќе е транспарентен, кој ќе е добар, кој ќе може да биде спроведен и така, нема шанси. Значи ние сме осудени, во наводници сме осудени на неуспех. Велите, не треба Пандов да се стави на чело на таа институција, или не знам, Боби Утковски е во Шуто Ризари. Па Вилма Русковска е смената, па не знам, Коцевски не бил познат. Кога судиите добиваат шанса да изберат наследник на Вилма Русковска, тие го избират Ислам Абаси. Никој не знае, освен дека од село Зајаске што е Али Ахмети. Кога самите суди им дават шанса нешто да изберат, нешто да направат, те се организираат. Лиле Стефанов оди лобира по Источна Македонија, човекот на Зоран Заев, овој оди лобира вамо и го избират Ислам Абази. Се слушнали ве претходно за Ислам Абази? Не. Ево вака, не сум слушнал ни јас. Што сакав тоа да каже? Тоа сака да каже дека на прв поглед, иако некои системски промени би биле препорачливи за нови решенија, например, оддамна ја не знам кога се донесе решението за јавниот обвинител за организиран, зошто истото во тој закон за обвинителство не беше применато или искористено истиот критериум и за државниот обвинител. Ако се сметало дека тој начин е добар и обезбедува квалитет. Сите судии или сите припадници на таа сфера да гласаат. Долго време се сметаше дека е проблематично тоа што власта игра секојаш со свој
нов обвинител. Меѓутоа, ова и и од таму се постави прашањето дали моделот на судски совет, кој што инаку е критикуван во литературата, има една многу добра статија што ги анализира сите реформи во Централна и Источна Европа како неуспешни. Иако Венецијанска комисија и Совет на Европа упорно го фураат овој модел на судска самоуправа. Како што е кај нас. Како што кај нас или сличен. Едноставно немаат смислено подобар модел. Сите други кои што инаку функционираат во западни демократии се условно речено по-зависни од извршната власт, каде е министерот и у исто време и обвинители, што јас знам. И на меѓународно ниво постои, да речам, еден период на транзиција кој што трае подолго време, па особено би рекол за обвинителството. Обвинителството никако не успева меѓународната јавност да се определи дали да го тера Со избор, како судството избор. со повеќе независност, или е добро да остане врзано со извршната власт. власта да го избира. И да остане самостојно. Или да покрене постапка во парламентот за негово именување или нашите закони се шизофрени. Во исто време користат за едно, и самостојно и независно. Тоа се различни категории. Едно е да сте самостојен, се дел од државната управа и сте дел од некоја хиерархија. Од каде го црпите, каде е подобро да го црпите легитимитетот? Самите суди и обвинители да ве изберат или извршната власт да покрене постапка за ваше именување, бидејќи обвинителот во основа и треба да спроведи одредена политика која треба да биде реализирана во Република Македонија. Со вакво двојство се создава еден хаос, се создава еден смут. Вие не знаете кој модел нели да го реализирате. И многу бабици, килави деца на крај испаѓат. Моето мислење е дека унапредувањето со законски модели кои што ние го водевме повеќе кон независност, дури за обвинителите, со многу механизми кои што ги внесовме, а не дадоа резултати за фактичка независност, а кажуваат дека тие можности на моделите се лимитирани, што дојде до израз во овој Исламабази, и дека политички влијанија продираат дури во најмодерните модели кои што би требало да ги спречат. Самите суди, Тоа покажува дека самите суди си избра таков избор направија. Градењето на интегритет и систем на вредности очигледно е подолготраен процес на културно и политичко зрење на општеството. Нашето општество, ценето по овие реакции, кај што крвнички се бара, око за око, зап за зап. Да, ова е линч. Ние сме назад каде? Ова е линч, па гледате, Око за око. главните кои ви коментират, Жане лепам ногти, втор профил на Фейсбук. Жане прочитала кај некоја инфлуенсерка 3-4 реченици околу ова со малата Фросина Колакова и таа е претворена, како што 2020 беше претворена во пулмолог, инфектолог, нели кога беше короната, истата таа, сега е претворена во главен судија, главен обвинител, вие врска немате, купен сте, платен сте, браните... Делот И ова е една хистерија која е создадена. Ма не се ботови, проблемот што се реални луѓе кои се ставени во функција да веруваат дека тоа што го прават. Го препознавам како сериозен, не по овие што се условно речено плетеници или не знам, политички пиони некакви, го препознавам преку луѓето што лично ги познавам. Значи, ја гледам кај луѓе кои се ставени во функција. Па не знам дали се ставени во функција, а моја втора братучетка упорно ме напаѓа. Да, вечитав. Ја стално ставам лајкови пошто сме братучеди. Што ако било 10 минути подоцна. Ако си да читам ги читам тие коментари. Се луѓе кои што ми се блиски, делумно и познати. И не се ни прости луѓе, тоа се луѓе. Ама те живеат во тој филм. Те живеат во тој амбиент кој е направен професор. Гледате, поминува под радарот. На судење на Лјупчо Палевски Палчо, поминува под радарот. Кај што обвинителката вели, ние не знаеме како исказите на другите обвинети завршуваат кај прво обвинетиот. И ги добива
Пред ние воопшто да ги имаме. Ние пред воопшто да можеме со нив да. Значи, некој на него, претходно имате еден сведок во тој случај, кој дава промена на исказ, без да знае неговиот адвокат. И изненаден самиот адвокат на судење. Што го рече дека целиот овој систем на споменати лица, начело на притвори, затвори, така натаму на казнена политика, му овозможуваат него да располага со одредени информации, кој не може да ги располага. Тоа да се скрие, ќе се отвори на ваква, ако тоа не му се помогне, ќе може да каже што правел, со кого тикви садел изминатите 6-7 години, со кои политички лидери се гледал, со кои политички лидери правеле дилови, како бранеле име, не бранеле име и така натаму и така натаму. И тој добива сега во целиот овој случај информации кои под радар, под маса му дајат и знае точно што се случува и е во стартна предност. Кој државата да му помага на Лјупчо Палевски Палчо во судскиот процес. Така јас. Лаички. Мене, знаеш, дека два спаса гледам ја, пошто брз спас не може да постои. Јас неколку пати сум кажал, најбрзиот резултат што може да се постигне е ако власта, кога би сакала на вистински да придонесе за независно судство, е да се тргне и да ги остави не она да ги Ама оправа. таа не сака да се трне, таа сака да ги смени, таа сака свој да донеси, сака тефтерчето да биде, значи едното ние веќе 34 Така години искаче, да. едно со друго Јас тефтерче сега заменуваме. Кажам Да. кога би сакале, дека тоа би бил условно речено најбрзиот резултат. И второ, овој процес на градење на, што го викам, на општа една правна култура кај луѓето и кај партиите, веројатно треба да потрае и мислам дека може да се забрза само со побрзи интегративни процеси во Европа. Тие сами по себе, гледаме со Бугарија и со други држави, дека не се гарант, дека може веднаш општеството со некој да се стаje на брза пруга на здрави нозе. Да може да. Меѓутоа, има големо влијание кој што може да ветува определен напредок. Вака како што сме врзани во зачаран круг, Добро, професоре. курто-мурто, нема спас. 27 април, тоа лебдинат Македонија. 27 април 2017 година, еден човек починали пред 10 дена, па сега се ослободени овие организаторите, па сега не постојат организатори, а постои терористичко дело, нели, загрозување на безбедноста на Република Македонија. Луѓе лежат затвора, овие другиве што ги водеа се амнестирани, водат емисии, шетат, прават, делат памет и така натаму, и викат браќа, издржете, ние сме со вас, ќе ви помогнеме, ќе ве спасиме, моја сироти дремат сеат во затвор. Не бара да бидат помилувани, туку бара да биде обновен судскиот процес за да биде воден во нормални фер услови. Нема нормален процес после 20 години или 10. Колку е помина 27 април? 2017 сака биде 8 години ако не се лажам. И додека заврши ќе станат 15. Ќе станат Така? 15. И прво колку И сега пари ако е нема тоа? организатори, како има терористички акт ако нема организатори? Ке организаторите, Нели ги која ослободија што се пред следам, 10 не беше донесена пресудата дека не постојат организатори, туку таму од определени правни причини врзани со амнестијата, начинот на кој што таа беше срочена многу килаво. Од Ѓорги Иванов амнестијата, па овие Не на измени, Ѓорги Иванов, па измени во амнестијата за овие. измени во За кривичниот 27-ми. кривичниот кој закон што беше па некои застарување на одредени измиштотини дела. разни. Прв пат имаме амнестија за 27-ми, кај што беше вклучен судот. Вие или давате или не давате. И мислам дека пропустот, мене што ми смета? Ми смета тоа што ние имаме мали ресурси, немаме време за чекање, а се гушиме во едните исти прашања. Наместо да го пресечевме со една амнестија 27 април, кога имаше услови за тоа, на еден вид на општествено помирување, да се амнестираат случаите, тоа да се стае под тепих, и да се оди понатаму. Значи, ние тој проблем и ВМРО го прави сега со враќање, и ние, ја викам, ја го прифаќав промената на името само со сите лоши последици
и срамот што го носи и све. Секој го чувствува, никој не се радува на тоа. Да се затвори прашањето за да се тргне напред. Ние како општество се гушиме во едните исти прашања. И се па го враќаме со погледите. Сваќате што е суштината, нели? Ако е укинато СЈО, специјално темно обвинителство, а то специјално обвинителство било причината за рушење на ВМРО, ДПМН од власт. Не беше причина. Нема, сега видите се алатка, они то така го гледат. Ако се проблематизира 27 април, кај што реално упаѓат луѓе. Добро, ќе паднеш од власт и без Да, ама они реално упаѓа во целата таа работа. Ако судството се стигматизира дека има 2%, а судството со 2% нормално по нарачки мора да работи, ако работи по нарачки го има осудено Никола Груевски кој во Будимпешта, па на крај треба да биде амнестиран Никола Груевски. Целата ова оперета која се случува во Република Македонија се прави за да биде амнестиран Никола Груевски, бидејќи ако судството не чини, а ако сите процеси се стимулирани, ако некој им наредува, ако некој им прави, ако СЈО е уништено, ако 27 нема организатор, па тогаш и нема основа за рушење на Груевски. Ако нема основа да се врати? Па не, усмисла да биде да биде рехабилитиран. Дека се тоа будалштини, значи, да биде тој веќе сега чувствува дека се неговите 5 минути повторно и ќе им се реваншира на сите кои направиле тој да биде. Он така би сакал. Као што помина времето на Бранко, помина времето на Груевски. Верувајте. Па тоа е најтешко да се прифати. Што би рекол? Тоа е најтешко да се прифати. Што би прифати. рекол Пандов, јас се чувствувам интелигентен. До толку. И добро, професоре, што на крај сака да се направи судскиот совет, па Весна Данева, па оставка, па ја враќат, па пак оставка, па премиерот излегува, па се заканува, па 2% доверба, па 2%, па судството мора да биде направено, па во изборите, во изборната кампања. Приоритетот се става се дека ќе биде нели да се остане на власт. Мене не ми се јасни зошто овие процеси, за разлика од порано, се повлечени без никакви коментари странските амбасади, што инаку претходно имаа големо влијание, сите ќутат, ништо не коментираат. Дали му даваат некој период на да видиме што ќе направи на Мицковски. Чекорите што ги влече се многу погрешни, одат во погрешен правец, нити одат кон восстановување на правна држава. Не е правна држава да смените луѓе на раководни места во правосудни органи и слични и да донесете своји нови партиски луѓе. Тоа е чекор назад, не е чекор напред. И е чекор назад дури во евроаспирациите. И мислам дека и со тоа што го прават со Бугарија и со ова, они воопшто немаат намера да одат кон евроаспирации, интеграции. Мислам дека на сите, за жал, политички елити во Македонија, кои што им е главен фокус од коруптивна природа, да дојдат на власт, да се напунат со пари, им оди во корист да тој процес да се одлага, мониторингот да се одлага, да се разграби што може да се разграби. За мене се големи непријатели како вие, на државата. Професор на правен факултет, гледате Сашо Мјалков, условно осуден, Монте Карло, Јордан Камчев, држи седници на управен одбор на Систина, доека се наоѓа на оние затворски туризами. Така барем пишува порталите, нели? Вие како професор и како обичен граѓанин тоа го гледате, се чувствувате мал, немокен, дека и тоа судство кое треба всушност да ве штити или да ги осуди тие кои на незаконски начин нешто стекнале, нешто направиле, дека не е во состојба тоа да го направи. Тогаш ви развива одредена фрустрација, на таа фрустрација игра власта. Како да се спречи фрустрацијата, а во втора фаза да се спречи било која власт да игра на таа фрустрација, бидејќи очигледно дека судството и правосудството е леген база од кај што се зема. И Груевски беше сменет. Нема правда, нема мир, и СДСМ падна поради нереализирање нема правда. Што значи дека тоа е реално леген од кај се црпат тие фрустрации кои подоцна политички се искористуваат. Модерното кривично право и човековите права не веруваат во судство кое што носи апсолутна правда и затоа го носат повеќе на ниво на правичност. Дека треба да се обезбедат фер процедури, секој да добие фер шанса.
многу се преамбициозни и неретко недостапни целите за апсолутно право и правда, во смисла секој да добие што го Што заслужи. тоа значи дека треба Тоа значи дека да сме флексибилни, познати правни автори Џон Ролс и други да пишуваат голтниме дека кривичната правдата постапка е нема да биде несовршена правда. правда. Никој не гарантира дека вистинските сторители секогаш ќе бидат осудени. И ние самите како цивилизирано општество сме се откажале дека нашиот приоритет е повеќе да обезбедиме фер процедура, повеќе отколку да обезбедиме осуда. Вас вие колку што јас можам да ве разберам во серија на настапи, процедурата поважна од суштината. Бидејќи ако обезбедиме фер процедура, тогаш одлуката Затоа или што ќе биде таква каква што ќе биде донесена, но битно се правда обезбеди. во објективна смисла Не е апсолутна. битно дали е во Ималјов Васо тешко Јованов виновен, остварливо. туку дали му се обезбедени фер услови за судење за да не може да тужи, значи јас Затоа што се верува дека со фер услови за судење имаме многу гаранции дека ќе дојдеме најблиску до објективната вистина и правда. Тогаш ви реагираат судство еднакво на мафија и тој што не ја почувствувал таа правда на своја кожа не знае и не е свесен колку тоа судство е корумпирано и нефункционално. Тоа ви го пишуваат како коментари. Ја во една прилика, ако не знам дали се сеќавате, во оној случај со набавката на опремата, го бранев и Сашо Мијалков. И да си Сашо Мијалков, не можеш да го осудиш врз основа на тоа дека без докази, врз основа на тоа дека бил општо познато дека он влијателен и дека сигурно влијел на тендерите. Има да овакви играчи што не сте бранеле, кој Јордан Камча сте го бранеле. Сашо Мелко сте го бранеле. Овој од Барон кланот сте го помилувале. Сте го помилувале. Значи тие се примери кај што од Каледжиев нема да биде бранет и помилуван само некој што е нормален, овие што се полукриминални, полувакви ги брани и помилува и ги сака. Се прво тие веројатно се најпрофилирани во јавноста, а второ се условно речено на некој начин подобни да се низ тие примери да се појаснат правните принципи. Затоа што правните принципи и правично судење и независен суд е поважен од тоа дали Мијалков ќе лежи у затвор или не. Бидејќи и Мијалков треба да лежи у затвор само ако сте спремни како институции да обезбедите докази дека направил кривично дело. Ево го имате Лјупчо Палевски Палчо, излага министар за правда, излага шеф на обвинителство за гонење на организиран криминал во Скопје, па излегуваат овие од Европол, од Интерпол, па дават одредени информации, па излегуваат сведоци кои велат да, тој ни каже така натаму и така натаму. И се замислите Лјупчо Палевски да се пролонгира процесот. Или да биде ослободен. Или да ја тужи државата бидејќи немал услови за фер судење во Република Македонија. Па тоа ќе биде крах на македонецот, на македонската држава. Значи, ја не знам што ќе се случи, тоа ќе биде крах. Ма велите, тој исто има право во Страсбург тоа да го бара и дека треба да има фер судење. Јавноста всушност сака да му пресуди, не да му суди, него да му... Како да се помират тие два процеси? На емоција, на бес, бидејќи бесен е народот. Ранете народот и всушност тие сакат судството да биде нивна алатка со која ќе им пресудува на тие кои тие ги имат обвинето дека се виновни за ова состојба во било која сфера. Како тоа да се помири? Овој случај на прв поглед изгледа дека е јасен. Ма знаете како, има многу примери за Палевски. На Палевски. Да. Има многу примери, додише многу почесто во книгите на Агата Кристи и слично, или оние Midnight Express, кај што тој најсумнивиот не е сторителот, туку најдобриот на крај ќе искачи сторителот. Сака ве растурат. Сакам да кажам сега Палевски го брани, сака ве направат дроп сарма. Дека само во постапка треба да се утврди и ние уште не сме ги виделе сите докази. Значи Агата Кристи ќе му помогне на Во Палевски. многу случаи е проклето тешко ова да се направи. Гледате го само Монструм. Монструм беше многу тежок случај за судење. Индиректни докази во возилото, вамо таму. И пак лебеди. Бомби има, па нема, па ќе ги даде, па нема, па уништени се и така. Таму е искомплицирано и дека се македонци спроти албанци. Па на Велики четврток, на голем христијански празник. Некои работи се проклето тешки за докажување, кои се субјективни.
Дете се два примера ќе ви дадам се, да. во кривичното право. Кај монструм, дали и кај тероризмот може да го земе. Кај монструм е битно, ако е тероризам, ако е идејата да се застрашува и да се постигна политички цели, иако е поврзано со анемозитет меѓу заедниците, а ако е само ограничено на анемозитет, ќе биде дело од омраза. Сосема други квалификации, а толку се блиски, што кој да ги развоја. Тие се во главата на сторителот. Со кој степен на сигурност ние може да кажеме и се утврдени во тој случај, само врз основа на тоа дека они дома имале некоја чудна литература. Па на Гордана Јанкуловска кура ни поклонува, ако се кјавате, бидејќи излезе на првата или на втората пресконференција. Сега земете го. Верски радикализам, тоа го Јас дефинираше. се објаснувам со плако муабети се објаснуваме со правнициве. Ја не прифаќам дека треба да се суди како умислено убиство ова на партизанска. Во кривичното право има меѓу еден вид на умисла, значи директно умисла е кога го сакате делото, и сте свесни за него. Свесно го правите. Евентуално, тоа нели не го направил овој. Евентуалната умисла е малку потрики. Не го стакате делото, ама се согласувате со последиците. Например, вие се двајца сте еден за друг, ја пукам од тебе, сум свесен дека може да убијам снимателот, ама не ми е легај да се согласам ако треба да и снимателот не уопште не. Свесната небрежност е многу кај сообраќајките е многу трики, бидејќи не го сакате делото, ама лекомислено сметате дека нема да настане. И тоа е најчесто кај сообраќајки, бидејќи секој кој ќе влезе окола, па тврдам дури и овој. Не мислел или не сакал нешто да направи. Тврдат сега правнициве од јавниот обвинител на Скопје и други, дека со самиот факт што некој вози со некоја брзина, имал умисла. Дека во неговата глава он се согласил дека ќе убие човек. Дека морало да му биде јасно дека со таа брзина ќе убие човек на партизанска. Тоа не е ако е тогаш не е човек. Ако не е човечно, прво заради себе, никој не сака себе свесно и намерно да се вовлече. Мислам дека во сите случаи во сообраќајот или во најголем дел се она лекомислено. Затоа беше она акција да не се објави снимката каде што тој плаче, за да не се очовековечи убиецот, нели, за да не се хуманизира. Токму тоа дека тој уствари не ја сака таа последица. Тоа ни кажува и тоа идејата на адвокатот. И тоа пријател бе Сашо Дуковски, нели? Па, он ми е људ за нешто, ама... Знам, нешто бевте во роднински. Ја му бев кум. Кум му бевте, да. Сега ќе ве направат, сега ќе ве качат на куцо магаре, намерно сакат да хуманизират убиецот наместо да го убијат, наместо да го уништат. Затоа ќе ни се случуваат овие работи, ко така гледаме низ прсти, така натаму и така. Гледате како може секоја, па дури со добри намери кажана работа, да биде извртана, да биде искористена, да биде злоупотребена, посебно ако политичка партија ве земи во барабан тоа да ви го прави. Политички партии можат да гледавме протестите како бе организирани. Двете партии се боре кој ќе има превласт на протестите. Да се искористи гневот, бесот на народот. Се обидувам да влијам колку можам, да се држам до тоа на мојата. Вие сакате да се ослободите од политиката, а политиката упорно сака да ве јавни, да ве злоупотреби или да ве стигматизира. Ја форсирам мојата задача како даскал. Ако е некој човек што... немојте, имаме еден даскал. Што предава... Имаме еден беше пред 120 години Гоце Делчев, вториот е Христијан Мицковски, за трет нема место во држава. Што предава казнено право, главните идеи да ги пренесе. Нашата јавност многу верува, и тоа е голема грешка, и тоа не може да го во моќта на казната. Ние го третираме самите кривичари, третираме казната и казненото право како последно средство, ултима рацио, кој што ќе дојде од кој ќе потфрлат
откако ќе потврлат воспитното влијание. Превенција и така натаму. Да, значи ние, Домашно. јас кривични дела не правам како личност, не правам само затоа што се плашам од казната. Казната, да, има влијание, ама не е тоа пресудно. Значи јас не возам пијан затоа што знам дека е тоа опасно. А не се паркирам за помала казна, бидејќи не го сметам за голем морален престап ако се паркираш Па кај се паркираш? непрописно. Па кај свртиш телефон? Таму ме покажува друго казненото право, дека редовната казна е поважна од строгата казна. Дава ефекти. Бидејќи дава ефекти, знам дека ќе ми го земат возилото, затоа што 10 пати ми го земале возилото и да одиш таму да им се молиш и да убиеш 2 сати и да платиш 4.000. Подобро да платиш. Не подобро да платиш, подобро да платиш паркинг. Паркинг. И затоа во една прилика исто кој објаснив дека кога ги намалија казните, сакав да внесам исто бој во тоа дека се не треба да се дека нашите казни се секако строги и дека уште повеќе строги се затоа што затворите се лоши и дека редовноста на казната многу повеќе ќе заврши работа. Идејата што сега се форсира за строги казни, ја форсираат и мои колеги кривичари и јавноста и слично, а некој проблем има, поострија казната. И ние сега дојдовме за некои кривични дела да имаме многу лесно доживотен затвор. Тоа се многу тешки казни. Последно прашање, професоре. Гледате, пред 7 дена градоначалникот на Тирана, близок соработник Неди Рама, нели, уапсен и веднаш македонската јавност тамо беше ветинг направено на судството, сите се сменети, наново се избрани така натаму и така натаму. Албанија оди напред, еве гледате судството го имат регулирано, треба и ке нас. Сите да се избркат, наново да се примат. Македонија сгреши што не направи ветинг, сгреши што не и дозволија и што би добиле ако тоа го направивме? Еве последно прашање. Па јас сум поучен од лустрацијата и мислам дека главниот проблем беше јас сум против ветинг, целосен. Затоа што мислам дека у Македонија прво немаме тело кој што ги гарантира дека ветингот ќе го спроведе непристрасно. Исто како и што ова проветрување што се прави под притисок на политичка партија, што не се прави непристрасно. Сака да кажа дека сега ова битка за судскиот совет, што ја прави премиерот, всушност да направи лустрација на непогодните, неподобните. Па за километар. Тоа е суштината. Таа лустрација што ја прави во време на Груевски со Аџиевски, сега со судскиот совет да направат лустрација и во судството. Тоа е суштината. Во судството се многу важни они зошто се борат. Се борат затоа што во судството тие полуги се важни затоа што судскиот совет е тој што он де факто не ги избира судиите. Иако сега имаме проблеми со нови судии, они не ги сакаат. Па треба устав, па 2/3, па тоа собрание и така. Судскиот совет има големо влијание врз претседателите на судовите. И затоа судскиот совет и претседателите на судовите како најважни алатки за влијание после внатре во судовите им се важни на партиите. Ако они обезбедат линк со претседателите на судовите во судскиот совет, они го ставиле под чизма целото судство. Тоа е, значи, или најлесен начин, тука ќе има луѓе ќе пружат отпори, луѓе со интегритет има што не се слагаат. Ама гледате на интегритетот колку е низок. Ако може обвинителите да гласаат по нарачка, апсолутно. Значи можете да гонат по нарачка. Апелација клекна веднаш, пресуда донесе после реакцијата на јавноста за ова на партизанска. Значи тоа е тоа. Професоре, фала многу. Ова беше нашата емисија, ова беше интервјуто со Гордан Каладже, се надам дека ви се допадна. Јас уживав едно топ 3-4 интервјуа во оваа телевизиска или YouTube сезона 2024-2025 година. Ново дружење, за вас кои сте мембари, вторник 20 часот и 30 минути, редовна емисија во Центар или редовно интервју недела 22 часот, до вторник и недела пријатно вечер Македонија, каде да си.